Почитувани граѓани на општина Босилово, почитувани пријатели, како што веќе е пракса, секогаш при крајот на мандатите, ние како луѓе кои ги водиме општините, сакаме пред вас да излеземе со еден отчет за тоа што сме направиле и колку сме направиле во изминативе 4 години, што е реализирано од тоа што е ветено, што не е реализирано од тоа што е ветено, а што е реализирано од тоа што не е ветено, а со тек на време се појавило како потреба. Општина Босилово како рурална општина најмногу потреба има од развој на инфраструктурата. Затоа во изминатиот период најмногу напори вложивме и најмногу проекти изреализиравме од областа на изградбата на локални улици и локални патишта. Во изминатиот период изградивме вкупно 29 улици со вкупна должина од 5148 метри. Исто така изградивме и неколку локални патишта со вкупна должина од 7304 метри, што се проекти кои до сега во толкав обем не беа реализирани во нашата општина. Исто така, бидејќи се наоѓаме на подрече, каде што имаме реки, градевме и мостови, така да изградивме мост на Моноспитовски канал, меѓу населените места Моноспитово и Банско, мост на река Турија, меѓу населените места Босилово и Радово, мост на Дрвошка река, меѓу населените места Радово и Старобалдовци, и мост на каналот кај Гечерлија, на патот меѓу населените места Гечерлија и Петралинци. Друга област во која вложувавме, тоа е изградбата на водоводи. Значи, во изминатиот период изградивме водовод во населеното место Моноспитово и реконструиравме дел од водоводната мрежа во Иловица во вкупна должина некаде од околу 19.300 метри. Друга област на која обрнавме внимание, тоа е одржувањето, изградбата и реконструкцијата на објектите кои на општините им се останати при поделбата на имотот кога се формира општините. Јас морам да изразам задоволство на тој план. Општина Босилово е една од поуспешните општини и ние извршивме реконструкција најпрви на Домот на културата во Босилово со целосна промена на кровната конструкција, целосна промена на столаријата, реконструкција на големата сала и реконструкција на поголем дел од другите простории. Објект со кој исто така се гордееме е и Младинскиот културно-едукативен центар во Босилово. Потоа направивме Центар за развој на алтернативен туризам и креативен развој во Моноспитово, го изградивме етноцентарот во Штука, го реконструиравме Домот на културата во Радово, го реконструиравме Домот на културата во Турново, еден дел, а останатиот дел ни е предвиден за понатаму. Друга област во која што инвестиравме и на која обрнавме големо внимание е и заживувањето на социјалниот живот на нашите граѓани. И тука пред се треба да кажеме дека се нафативме и организираме повеќе манифестации од културен и забавен карактер. На сите граѓани на општина Босилово гордост ни се манифестациите како Иселеничката средба, која ја организираме 8 години наназад, исто така меѓународната манифестација Русалија и фолклор, која се организира во Секирник и по која исклучително сме познати и на територијата на општината и малку пошироко. Исто така имаме и една манифестација како фестивал на кавалџи во населеното место Штука и новогодишно божикњата манифестација која организира културно-уметничко друштво Свети Кирил во Иловица. Општина Босилово има реализирано и други проекти, но ова е само дел од она што е најзначајно, ова е дел од она што сакаме да ви го презентираме на вас, граѓаните. Вие знаете дека
огромно внимание обрнавме и на расчистувањето на речните корита и канали, бидејќи како општина сме често пати подложени на поголеми врнежи и поплави. Други области во кои инвестиравме се спортот. Тука може да се пофалиме дека имаме спортска сала, училишна спортска сала во населеното место Иловица, како инвестиција која се спроведе во соработка со владата на Република Македонија. Тука е повеќе наменското игралиште во Петрлинци, исто така во соработка со владата, односно Агенцијата за млади и спорт, и веќе изграденото повеќе наменско игралиште во населеното место Бориево, и она што е во тек и ќе биде завршено најкасно за месец дена, тоа е повеќе наменското игралиште во населеното место Еднокуќево. Или, заокружено во изминатиот 4 годишен период, Општина Босилово реализира повеќе од 140 проекти во вкупна вредност од повеќе од 400 милиони денари.